За време на заевизмот, бројката изнесува најлоши и најмали во историјата 14.600. Значи, внимавајте уште еднаш. 2016 во првите 9 месеци сме имале 17.400 родени бебиња, а во 2019 година имаме 14.600 родени бебиња. Тоа е рецесија и пад на животот од фрапантни 16%. Пробиени се сите негативни рекорди во број на ученици во училиштата, во број на ученици во средни училишта, во број на родени деца. Пробиени се сите негативни рекорди во број на заминати лица. Зоран Заев, 2016 година, одеше низ Македонија и велеше за живот во Македонија, за живот во Скопје, за живот во Тетово, за живот во Штип, за живот во Битола, за живот во Струмица, за живот во Гостивар. Таа негова парола се сведе на живот во Германија, иселување во Канада, заминување за Австралија, екзодус кон Скандинавија. Сите индикатори се повеќе од катастрофални. За прв пат, откако има статистика во Македонија, откако има бројки во Македонија, 70 години наназад, Македонија во 2019 година ќе влезе во негативен природен прираст. Ќе имаме повеќе умрени одошто родени. Тоа е рецесија на животот. Тоа е дефицит на животот. Тоа значи дека Македонија буквално исчезнува. Заменикот амбасадор на Германија, господинот Ото Граф, кажа дека околу 10.000 лица од Македонија годишно се заминуваат со работна виза во Германија. Тоа е само Германија и тоа е само по основата на работна виза. Има и повеќе други основи по кои што се заминуваат луѓето. Ако на тоа ги додадете заминувањата и иселувањата во Канада, во Австралија, во Америка, во Скандинавија, во Бенелукс, во Австрија, заминувањата во Словенија, во Хрватска, во Емирати, заминувањата во Франција, во Швајцарија и сите можни земји, тогаш доаѓаме до оваа катастрофа која што ви ја кажав.